Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за операција на дојки. Ќе разјасниме дилемата, треба ли да се отстрани секоја грудка што ќе се појави во нив. За жал, бројот на малигни карциноми, односно рак на дојка, расте и тоа кај се помлади жени, дури кај девојки помлади од 20 години. Колку време по откривањето на туморот треба хируршки да се отстрани? Како изгледа операцијата, дали е болна, како тече опоравувањето? Имаме низа прашања кои што ќе ги поставиме на доктор Лилијана Брајевич, специјалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. По рекламниот блок се гледаме со разговорот во студијата. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за хирургијата, односно операцијата на дојка со доктор Лилијана Брајевич, специјалист по торакална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и добро ве најдов. Ќе започнеме со разрешувањето на првата дилема, дали е потребно да се отстрани секоја грудка во дојката што ќе се појави. Значи вака, сигурно дека не треба секоја грудка која ќе се напипа да се отстрани. Не треба жените да се плашат од тоа. Нашите дојки се под дејство на хормони практично целиот наш живот. Раѓањето, периодот на пубертет, појавата на менструалниот циклус, понатака периодот на бременост и така натака. Така да самата дојка е под дејство на хормони постојано. Се јавуваат различни цистички, се јавуваат проширени каналчиња, така да не е секоја промена која ќе напипаат дека е карцином и нема потреба тоа да се плашат. Меѓутоа, за да знаеме за каков тип на промена се работи, тоа не можеме да го откриеме само преку допирање. Нити пациентката, нити ние како лекари. Значи, само кога ќе пипнеме не можеме да кажеме да, ова е бенигна промена или е малигна. И да знаеме за каков тип на третман се работи. Затоа е потребно, откако ќе се напипа некаква промена, пациентките да се јават кај својот лекар и понатака да ги упати на соодветен тип на дијагностика. Кога ќе се направи дијагностиката, значи првин се прави клинички преглед, ехо на дојки, мамографија, биопсија и кога ќе добиеме резултат, понатака ќе знаеме за каков тип на промена се работи и од тоа ќе зависи понатака третманот. Дали таа промена ќе се следи, тоа значи би се виделе на следна контрола за 3 месеци, за 6 месеци или е промена која ќе бара некаков хируршки третман за понатак. Докторке, на многу жени кои што ќе добијат резултат дека промената е бенигна, се плашат дека таа би можела да премине во малиген проблем. Може ли бениген тумор да стане карцином, рак на дојка? Знаете, секој пат на пациентките им кажувам, бидејќи таа промена е нешто ново што е настанато во дојката. Таа била првин малецка, со тек на време пораснала. Секој ткиво, не само во дојката и на било кое друго место, кое што прво не му е местото таму, второ е под дејство на хормони како што е во дојката и расте, така да вие не можете да претпоставите дали некогаш некој пат ќе помине тоа во нешто што не треба, односно од обичен бениген тумор ќе се развие карцином. Дури да одите постојано цело време на контроли на секои 3 месеци, тоа не може да се предвиди само од обична ехоконтрола. Меѓутоа нема потреба да се плашат, значи жените многу имаат мислам дека во Македонија владее многу голем страв кај жените дека секоја промена која ќе напипат е веднаш карцином. И дури одбиваат да одат на лекар, плашејќи се дека сигурно ќе се каже тоа. Од дијагнозата. Да, од дијагнозата и практично полесно да се игнорира и да се мисли дека можеби само од себе ќе помине, отколку да оди да се реши проблемот. Имате такви искуства, такви примери каде што се чека и зашто се чека и се игнорира дека можеби само од себе ќе помине, најверојатно страф од самата дијагностика. Многу често се среќавам со жени кои што кажуваат дека им е страф од самиот процес на дијагностика. Значи мамографија, дека тоа е многу болна метода. Страф им е од понатака биопсијата, која најверојатно мислат дека е многу болна или дека може да се расшири ако е евентуално сомнително за карцином, дека самата биопсија би го расширила карциномот, така да тоа се некакви предрасуди кои што жените ги имаат. Најдобро е да си го прашаат својот лекар за да им објасни дека нема потреба од таков страф.
Најдобро е да се дојде, да се направи добра дијагностика и за да се реши тоа понатака како проблем. Значи никако да се игнорира Никако проблемот, да се затоа што само игнорира, од себе нема да дека исчезне. сигурно нема да исчезне само од себе. Само може да биде полошо. А можат ли да се видат промените во дојката кога се многу мали? Кога не може да се напипаат? Да, значи за да пациентките ги напипаат промените, тие мора да бидат барем 1 сантиметар големи. Сега жени кои што имаат големи дојки, сигурно тоа би било многу потешко да го направат. Пациентки кои што имаат исто така мали дојки, кои што имаат специфична структура на дојката, зрнеста структура, така да и тие потешко би можело да напипаат. Така да најсигурно е кога се прави ехо преглед, најранна фаза кога може да се фати карциномот е кога се гледа така наречени микрокалцификати во дојката. Тоа се мали депоа на калциум кои што пациентката нити ние како лекари може да ги напипаме, меѓутоа се гледа убаво на ехото кое што се прави. И тоа има своји карактеристики. Не сите калцификати се сумнителни дека се карциноми, така да си има и тоа своја процедура, доколку рентгенологот процениме заедно дека тие се сумнителни калцификати кои треба да се отстранат, се дава препорака дека треба тоа да се отстрани, се прави така наречено предоперативно бележење со жичка, значи се бележат калцификатите како жица водич, бидејќи јас не можам да ги напипам како хирург. Самата промена се бележи со жичка, понатака пациентката се внесува во сала, мене тоа ми е водич каде треба тој дел да го отстранам и се праќа на патохистолошка анализа и верувајте тоа е одличен начин на дијагностика и на третман, бидејќи некој пат добиваме дека биле само обични калцификати, дека ништо не е страшно, некој пат добиваме дека е тоа дијагноза карцином на дојка, меѓутоа во најможниот рана фаза фатен и прогнозата е верувајте одлична. А доколку жената на мамографија или пак ехо добие добар наод, чист наод, дали тоа со сигурно значи дека нема никакви промени туморски во дојката? Секогаш на сите пациенти препорачувам кога веќе напипаат некаква промена и потребна е дијагностика. Секогаш да изберат некаков референтен центар каде што има современа апаратура, како што е во нашата болница Жан Митрев, каде што има современа апаратура, имаме одличен рентгенолошки тим кој што ги работат сите тие дијагностички процедури, ехо на дојка, биопсија, мамографија, затоа што верувајте многу е битно и апаратот со кој што се прави исследувањето, понатака кои тие резултати ги чита, како се прочитани, така да секој пат да изберат референтен центар кој го работи тоа како дијагностика, бидејќи сме имале случаи каде што тие резултати биле несоодветно прочитани, па потоа пациентката да биде изненадена кога ќе дојде и кога ќе рече дека јас бев на контрола пред 6 месеци, надот е добар, видете сега што се случува, така да секој пат пациентите ги советувам да се внимателни каде прават дијагностика. Значи важна и апаратурата, и апаратурата, и кој чита и како ќе го прочита резултатот, така да се е битно, верувајте. Доколку се утврди некаква промена, дали секогаш се пристапува кон низина анализа? Еве, споменавте доколку има некакви калцификати, оперативно отстранувате. А кога се прави биопсија? Биопсија по правило тоа е како златен стандард на промената на сите промени на дојките кои што ќе ги најдеме. Значи секој пат златниот стандард на дијагностика е клинички преглед, значи ние како доктори правиме анамнеза на пациентката, прашуваме кога се појавила промената, кога ја приметила, дали пораснала во последните месеци, дали жената приметила некакви други симптоми, можеби исцедок од брадавката и слично. Понатака се прави ехо на дојки и понатака се прави мамографија и се прави биопсија. Доколку се работи за некаква цистична промена, значи циста која е исполнета со течност, се прави така наречена тенкоиглена биопсија каде што се аспирира самата течност и се праќа на така наречена цитолошка анализа. Доколку промената е солидна, значи како тврдо ткиво, тога се прави така наречена кор биопсија каде што се зема ткиво поголемо и се добива патохистолошки наод како резултат од направената биопсија, така да за да бидеме ние сигурни зашто точно се работи, потребна е биопсија. Биопсијата не е болна како процедура, пациентките не треба да се плашат, тоа се работи во локална анестезија и е кратка како процедура,
Меѓутоа, верувајте, таа е многу потребна за да знаеме за каков тип понатака со каков тип третман би било потребно на пациентката. Но и кога станува збор за биопсијата, освен стравот од болка, кај жените постои уште една дилема, дали може би клетките доколку се од карцином, при биопсијата би се расијале низ другите ткива. Не е тоа така. Значи, апсолутно процедурата е безбедна, безболна, ви кажав, се става локална анестезија, апсолутно пациентките не треба да се плашат од тоа дека би се расејало како клетки низ дојката, па ќе се појават метастази, значи апсолутно дека не треба да се плашат од тоа. Колку е сигурна во однос на резултатите тенко и глената биопсија? Со оглед на тоа дека се зема тенко и глената биопсија мали примероци. Да, се зема мали примероци, таа се зема евентуално само кај промени, ви кажав, кои што се како цисти, каде што не можете да земете комплетно ткиво, него само течност, таа е околу 60% точност, за разлика од така наречената кор биопсија, каде што земате ткиво, таа веќе има поголем процент на точност и затоа е поставена како златен стандард за дијагностика на промени на дојките. Доколку се потврди дијагноза карцином на дојка, колку време по поставувањето на дијагнозата, односно добивањето на резултатите, е потребно да се направи хируршка интервенција? Па ако се добиве дијагноза карцином на дојка, секој пат препораката е нормално колку побрзо, толку подобро. Затоа што знаете, пациентките кога ќе добијат таа дијагноза, тоа е многу стресна ситуација, така да им кажуваме и секој пат им се објаснува што понатака следи, каков тип на интервенција би бил, значи да бидат тие спремни, меѓутоа сепак препораката е да биде сигурно што побрзо, тоа подобро. И за локалниот наод и за психичката состојба на пациентите нормално. Претпоставам повеќето сакаат веднаш да направат. Да, сакаат да направат веднаш, во првиот момент се многу испаничени, исплашени, меѓутоа кој ќе им се објасни дека не е тоа така страшно, дека во денешно време имаме добра и оператива и добра постоперативна терапија, онколошки третман, така да верувајте дека имаме и одлични резултати после тоа. И колку обично може да се чека? Недела, две? Па ете, недела, две, сега зависи нели пациентката колку треба нели да се организира дома, на работното место, така да во принцип, значи да не се одлака за месец, два, три, бидејќи тоа е само полошо за пациентката. Значи имаме веќе кога имаме дијагноза нема што да чекаме и да одиме уште на нели други места па да се консултираме 100 пати кога дијагнозата е таа. Верувајте, некој пат пациентките не можат да поверуваат дека тоа е карцином, па одат на други места и очекуваат да најдат доктор што ќе каже не се секирате, ова е супер, не треба да се оперира или не е карцином, така да сме виделе секакви нели случаи, меѓутоа кога веќе имате дијагноза која што е докажана со сите дијагностички методи, колку побрзо, толку подобро. Како одлучувате колкав дел од дојката или што точно ќе отстраните? Дали само туморот или пак и ткивото? Или пак целата дојка? Целата дојка. Знаете, на запад многу се популарни тие така наречени лампектомии, каде што се, иако имаме дијагноза за малигна болест, значи карцином, тие таму повеќе го гледаат и естетскиот момент, значи го отстрануваат само карциномот. Значи како тумеректомија се отстранува само карциномот, со тоа што останува практично целата дојка, со се ливните жлезди. Така да понатака на тие пациенти им дават многу агресивна терапија онколошка, меѓутоа за жал резултатите сепак на крај завршуваат да пациентката после година две повторно има повторна карцином, па тогаш одат на радикални операции. Се уште кај нас ставот е дека кога веќе имаме дијагноза карцином на дојка да се оди на радикална операција. Што значи тоа радикална? Да се отстрани целата дојка, така наречена радикална мастектомија, при која што се отстранува целата дојка и ливните жлезди отпазуваат од таа страна, или се прави туморот со околното ткиво, така наречена квадрантектомија, каде што се отстранува дел од дојката со ливните жлезди под пазувата. Каков тип на интервенција би бил, зависи од повеќе фактори, значи не е само како јас сакам како хирург или како пациентката, си има одредени правила кои што треба да се следат, каков тип на интервенција пациентката треба да добие. Кај некои пациенти има мегдан, не викаме за компромис да биде едниот или другиот, кај други пациентки немаме мегдан за компромис. Тоа значи локализација на туморот, големината, дали е поблиску до брадавицата, ако е тоа што треба да биде радикална,
Повеќе фактори има, значи каков тип на интервенција би била. А доколку правите операција на бениген тумор, тогаш се отстранува, претпоставам, само тумор? Да, само промената. Се гледа секој пат да биде тоа рез кој ќе биде естетски, ако може да биде негде околу брадавицата резот, зависи значи каде е локализирана промената, за да биде и пациентката задоволна, и верувате дека многу е битно естетски од момент ке пациентки. Се нарушува изгледот на дојката? Секогаш? Ако е туморектомија, не, зависи од големината на промената. Ако се мали по 1 сантиметар, 2, ако е голема дојка, практично за бенигни промени зборуваме, во принцип не. Ако работиме малигна болест, значи ако работиме карцином на дојка, каде што правиме квадрантектомија, што значи тоа? Каде што отстрануваме поголем дел од дојката, да, во тој случај ако има жената големи дојки, тогаш во тој случај може и да нема да не се приметува, дури се добива така како лифтинг ефект, малку дојката и се подкрева, така да нема некаков лош естетски резултат, меѓутоа сепак тоа е договор со пациентката, значи како таа ќе одлучи, значи кај некои пациентки можеме да се договориме како и пациентката сака, меѓутоа кај некои пациентки кажуваме дека кај неа нема простор за таква интервенција, дека единственото решение би било на пример радикална мастектомија ако се работи за карцином. Да. Некога се прави само на едната дојка, се отстранува сосема, а доколку е зафатен, ако има карциноми на другата дојка, ако има на другата, да, имаме такви пациентки, тогаш се отстрануваат и двете дојки, со се лимфните жлезди од пазувата. Можете ли да зачувате нешто од дојката како што е брадавката, да речеме, слично? Не. Значи кај такви пациентки, бидејќи заради самата анатомија на дојката, целата лимфна дренажа оди дел и преку брадавицата, а поентата бидејќи се работи за малигна болест, поентата е на операцијата да ние викаме да оперираме во здраво. Целата промена, ткивото да го отстраниме во здраво, значи да не се остави негде клетки кои што за кратко време би направиле рецидив или односно повторување на болеста и ширење на заболувањето, така да во такви случаи не. Значи кога се работи за карцином на дојка се оди на радикална мастектомија, ако се, ви кажав, зависно од локализација на туморот, ако се работи за квадрант, во тој случај може да се остави од брадавицата, со тоа што дел од квадрантот се вади со лимфните жлезди. Не се прави веднаш реконструкција на дојка? Бидејќи западните земји имат и некои такви. Да, такви ставови имаат, меѓутоа може и кај нас да се прави тоа, меѓутоа само во исклучително ретки случаи кога пациентката се јавува во многу ран стадиум на болест, така наречено кога добиваме резултат кога карциномот е ние викаме кога не ја пробил мембраната околу која што се наоѓа, така да е многу ран стадиумот и во тој случај се отстранува само дојката без лимфните жлезди и во тој случај кај тие пациенти знаеме дека постоперативно не добиваат агресивна терапија, нема зрачење кое што би го деформирало евентуално имплантот, така да кај тие пациентки може да се стави во ист акт да се направи реконструкција со импланти, меѓутоа во други случаи се чека да заврши хемотерапијата, евентуално зрачната терапија, бидејќи тие знаат некој пат да ги оштетат имплантите, да направат фиброза, да тоа на крај нема естетски резултат каков што би сакала пациентката, затоа се чека да се заврши терапијата, да се направат првите контроли на кои што се прават туморски маркери, лабораторија, ехо и слично, така да ако е се во ред, тогаш даваме препорака, ако пациентката сака, може да се направи реконструкција. Ќе ги вклучиме и гледачите, од овој момент почитувани емисијата е контактна. Каква анестезија се користи? Се работили за сложена, тешка операција? Не, се добива општа анестезија за да пациентот не чувствува болка, да му биде комотно и на него, меѓутоа и на хирургот кој што работи. Интервенцијата грубо зборуваме за мастектомиите, трае да речеме грубо сега околу час, час и половина, зависи колку би требало сега, тоа не може кај сите пациентки сигурно исто, меѓутоа некоја проценка е отприлика еве 1 час. После тоа пациентите остануваат во болница 2 дена, 3 дена, зависи бидејќи после операцијата има дренажа, ставаме завој, зависи колку ќе дренира таа рана и слично. Тоа нешто го нарекуваат ми тече од раната, тоа е тоа? Да, ми тече од раната, да, се става дренче, така да... Секога се јавува тој исцедокот? Да, затоа што самата дојка е масно ткиво, имаме исцедок како таква течност, имаме малце и лимфна дренажа, затоа што се отстрануваат и лимфните жлезди, таа дренажа едно време е пореметена, дури си најден нов пат, така да
Тоа е нормален постоперативен тек на ваков тип на операција. Значи тоа не е компликација на операцијата, него е нормален постоперативен тек на ваков тип на операција. И потоа претпоставувам одстранетото ткиво се праќа на патохистолошка анализа за да видиме што велиме како се вика карциномот, кој стадиум е на болест, дали имаме зафаќање на ливните жлезди или не. Понатака се прави уште една анализа која се нарекува имунохистохемиска анализа, која е многу битна за понатаму за онколошката терапија, каков тип на терапија ќе се дава, дали само хемотерапија, дали хормонска терапија, дали комбинација со зрачна, значи така да се добиваат два резултата на крај после интервенциите. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден за него. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Благодарам. На возраст на 58 години. Оперирана сум пред 8 години. Први А стадиум, тотален институт. Примав 25 зрачина и 7 години примав таблетки. Ме интересира вака, осеќам болки од вратот и од грбот. Дали се должи тоа на болеста? Така, ви интересира на што се должи ваша состојба, само земете предвид дека денешната гостика е торакален хирург, таа не е онколог, но би можеле ли да дадете некакви насоки што треба да се направи? Секако треба, ако има болки во грбот, не знам се пациентката дали оди на редовни контроли. Значи ке сите пациентки што се оперирани и е завршена терапијата, препораката се доживотни контроли. Тоа значи првите 3 години контролите се прават на секој 6 месеци, а после третата година, ако е се во ред, еднаш во годината, меѓутоа сите тие контроли се прават доживотно. Значи во тие анализи спаѓаат и анализи каде што се гледат каква е состојбата на коските, се прават рентгенски слики да се види дали има евентуално некакви промени на коските. Тоа не значи дека болките кај пациентката се можеби поврзани со самата болест. Може да е возраста, некаква положба при работа, нели, така да не може секоја состојба да се врзе со примарната болест, така да се консултирате со вашиот матичен лекар, да се направи некоја снимка на ребетниот столб, ако има потреба, така да не мора се да е врзано со примарната болест. Кога ја правите операцијата, дали е тоа класична хирургија или пак можеби се употребуваат ласери? Не, за сега во овој тип на хирургија се оди на класичен тип на хирургија, иако во светот пробуваат некакви методи ендоскопски, меѓутоа сепак се уште кај нас оди она класична хирургија со рез. Така да сега за сега. Какав е резот по тоа? Зависи од големината на дојката. Значи ако практично резот се прави во вид на око околу целата дојка, кога зборуваме за радикална мастектомија каде што се отстранува целата дојка, така да зависи од самата дојка. Ако имаме жена која што е крупна, која што има големи дојки, нормално дека резот ќе биде поголем. Ако имаме некоја што е со помали дојки, резот би бил помал. Дали после мастектомијата редовно кај жените доаѓа до отекување на рацете? Не, тоа не е никакво правило. Значи, тоа се појавува како последица на пореметената ливна дренажа, бидејќи во склоп на операцијата рековме дека се отстрануваат и ливните жлезди за да биде, ние велиме, операцијата во здраво. Бидејќи карциномот на дојка кога се шири како прво место во ливните жлезди под пазувата. Заради тоа и правилото да се отстрани дојката со се ливните жлезди. После таков тип на операција, таа дренажа во еден период знае да биде пореметена и понекогпат знае да се појави кај некои пациентки оток на раката, меѓутоа најчесто се јавува кај пациентки кои што се во многу напреднати стадиуми, каде што се тие ливни жлезди големи, кои притискаат на крвните садови во пазувата. Кога имаме таков наод, ние веднаш на пациентките после интервенцијата кажуваме и даваме препорака да носат, има специјален тип на раквици кои што ја штитат раката со различен степен на компресија и ги штити од таков тип на отекување на раката. Значи, меѓутоа тоа не се препорачува кај сите пациентки, тоа е проценка на хирургот на кој што ќе најде интраоперативно и понатака на пациентките секако им даваме препорака, таа препорака важи доживотно, да не со таа рака да не крева потешко од 2-3 килограми, тешка физичка работа со таа рака не, значи повеќе таа рака да се штеди. Нормално да функционира, нели, во секојдневниот живот, меѓутоа да не бидат тоа некои големи тежини, да се крева
и слично. А може ли да се случи повеќе да не може да ја користи жената раката како што ја користела порано? Да едноставно да не може со таа рака ништо да крене? Не, значи да не може ништо да крене. Нормална, ништо викаме женска работа по дома, се може да работи. Значи меѓутоа да не крева некој товар, значи долго време да носи, така да таква тешка физичка работа да се избегнува. Дали кај овие операции се применува трансфузија? Не, значи овие операции се безбедни, да речам, тоа се губи многу мала, значи сосема мала количина на крв, така да апсолутно трансфузија на крв не е потребна. Значи она што може да се прочита дека при секоја мастектомија жените примаат трансфузија на крв, тоа се дава, не. Уште една предрасуда, погрешна информација, меѓутоа не се дава трансфузија. Имаме тука ние неколку предрасуди кои што ги издвоивме и сега тоа се нели вистини или заблуди кои што вие ќе ги разјасните, можеме да го погледнеме тој лоб. Еве што ни издвоивме, пронаоѓањето на грудка во дојката секога значи дека имате рак. Трудниците и жените што дојат не може да добијат рак на дојка. Најдобро е да се отстрани целата дојка ако се појави рак на дојка. Вградувањето имплант представува ризик за рак на дојка. Ако жената е носител на генска предиспозиција за рак на дојка, најдобро е хируршки да ги отстрани и двете дојки. Веќе првата дилема е разјаснивте дека значи, не секогаш... да повториме дека не секоја грудка значи карцином и мојата препорака на сите жени е значи да не се плашат, меѓутоа потребно е да се исследи тоа. Значи не само од допирање не можеме да процениме нити тие како пациентки, нити ние како лекари дали за точно за што се работи. Значи мора соодветна дијагностика за да знаеме за што точно се работи. Значи мора дијагностика. А поголемиот дел од напипаните промени се карцином или не? Не мора да значи. Значи ви кажав, најчесто може да се цистички, да се бенигни тумори, меѓутоа мора да се направи дијагностика. Само вака од пипање не можеме да кажеме да, ова е бенигно или малигно, така не. Одиме понатаму, трудниците и жените што дојат не може да добијат рак на дојка. Не е ова велат дека доењето е заштита од карцином на дојка, но има примери кога каде што им тој период така да откриени грудките. Лани имав еве баш пациентка, така да не е тоа така. И жените кои што се бремени и жените што дојат имаат ист ризик како другите жени кои што не се бремени и кои што не се кои што не дојат да добијат карцином на дојка. Секој пат и препораката на сите жени кои што планираат бременост да си направат едно најобично ехо на дојка пред целиот процес, бидејќи за време на бременоста ние добиваме голема количина на хормони, така да ако има некаква промена која што е превидена или не е дијагностицирана на време, за време на бременоста под дејство на хормоните таа може само да многу побрзо да расте и многу побрзо може да добиеме несакан тек на целата работа, бидејќи за време на бременоста сме буквално бомбардирани од голема количина на хормони, така да апсолутно ова е заблуда дека жените не може да добијат карцином во таа фаза. Треба ли да прават прегледи додека се трудни или пак кога ќе дојат? Ако нешто евентуално напипаат, може да си направат ехо, затоа што ако направиле пред да почне бременоста, така да во тој период, 6 месеци до година дена во принцип се безбедни, меѓутоа ако некаква промена напипаат, секој пат може да се јават. Ехото за време нормално на бременоста и доењето, ехото е метода која што е безбедна, нема зрачење, така да може да го повторат неколку пати без никаков проблем. Ќе вклучиме гледач, а потоа ќе продолжиме со разјаснувањето на следните дилеми. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, ве слушаме. Да. Јас сакам да ја прашам докато јас сум оперисана веќе 6 месеци. Така. И на десната дојка ме е искарана. Десната рака ми е цело време отрпната. Отрпната ви, ако ве разбрав добро? Да, десната рака ми е отрпната. Искам од лактот до рамото. До рамото, да. Тој дел цело ми е отрпнат. И сега ви интересира што може да се преземе, претпоставувам за да ви се олесни секојдневието и квалитетот на живот да ви се подобри. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи на сите пациентки им објаснуваме, бидејќи операцијата се работи во местото што е под пазувата, кај што ги вадиме ливните жлезди. Тука се наоѓаат нерви кои што ја нервираат делот од кожата на надлактицата. И на сите пациентки им кажуваме дека после операцијата местото на самиот рез, делот што е и надлактицата, ќе чувствуваат како
трпки, оттрпнато, како да е туѓо, така да е тоа сосема нормално како резултат на самата интервенција. На сите пациентки им кажувам дека мора да имаат малку трпение, затоа што тоа е процес на зараснување, бидејќи они секој пат ја гледаат само раната и мислат дека е тоа. Меѓутоа, тоа е долг процес кој трае неколку месеци за да дојде колку толку како што било, нели, раката, како што била пред операција, иако кога веќе еднаш е оперирано, јас викам еднаш оперирано, тоа е за цел живот оперирано. Некој пат на промена на време може да има некакво боцкање, трнење, така да само трпение, по некој пат може да се помогне со некакви препарати витамински, кои што помагаат за регенерација малку на нервите, меѓутоа бара само време и трпение и верувајте ќе помине. Обично колку време е потребно за тоа да зависи помине? и од пациентите. Значи имаме пациенти кои што не се плашат, веднаш се враќаат многу брзо на работното место, колку побрзо тие се враќаат во нормалниот живот. Значи и не сваќаат дека се тие болни, нели? И да цело време седиме дома, да читаме секакви, нели, работи по интернет, да бидеме под стрес константно. Колку побрзо се враќате во нормален живот, сето тоа ќе си дојде полека, се на свое место. Меѓутоа сепак бара време. Сепак е операција каде што отстрануваме орган, каде што работиме во делот под пазувата, кој што е дел кај што има крвни садови, нерви, така да е голема сепак операција, не е едноставна операција, така да бара подолго време на рехабилитација, закрепнување. Тоа не значи дека треба пациентката да лежи дома и ништо да не работи. Значи ја апсолутно им кажам да работите се колку што можете и докај сакате. Значи да спортувате, можете јога, било што, колку на вас ќе ви помогне тоа. И физички, меѓутоа и психолошкиот момент е многу битен. Секако. Да. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ја слушнав музика. Добар ден. Дали се уште го имаме гледачот на линија и веќе му дадеме уште една можност да се вклучи и да постави прашање. Добар ден за него. Добивам знак да причекам уште малку. Еве уште еден обид. Добро. Добар ден. Ние ќе продолжиме ако не со разговорот, па гледачот кога ќе се вклучи, да, се уште е на линија. Ајде да видиме кое е прашањето на следниот гледач, секогаш им даваме предност на гледачите и на нивните прашања. Ало, добар ден. Сега ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до докторката. Благодарам. Искам да нешто да прашам. Значи, јас имам некои промени на десната дојка, нешто као малку тврдо. Само погласно ќе ве замолам во студио, бидејќи слабо слушаме. Од режија ги замолив малку погласно. Значи, вие имате некаков... Да, сега ве слушаме. Повелете. Значи, јас нешто напипа на десната дојка. Добро. Тука меѓу штипната жлеза ке што се става, по таа страна. Нешто као тврдо и така се ја нешто малку тоа постумјам на не Боже. И направи магнетна резонанса. Дали на магнетна резонанса може да се откријат? Аха, промените. Да се открие убаво, наместо да се прави мамографија. Така, наместо мамографија да се направи магнетна резонанца, дали ќе се видат промените? Ова е убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Јас како што разбрав, пациентката напипала нешто и направила магнетна резонанца. Па сега дали имате дали ќе се видат промените на магнетна резонанца? Да, ќе се видат промените на магнетна резонанца, меѓутоа повторно потребна е биопсија. Значи, може да се видат таму и на магнет и на мамографија, се гледаат промени кои што, значи, рентгенологот кажува дека ова е високо суспектно дека се работи, например, за карцином, да речеме, ако зборуваме за тоа, меѓутоа сепак секогаш е потребна биопсија. Така, но во случајот не е погрешно и да се направи не, меѓутоа сепак мора да се резонанца. направи биопсија. Значи не може само од магнетот или само од мамографијата да речеме да, ова е бенигна или малигна промена, секој пат потребна е биопсија. Оти таа е на ниво на клетка се гледаат промените и таа ни е дијагноза најсигурна дали се работи за бенигна или малигна промена. Така, добро ова што го разјасниме, ние ќе продолжиме понатаму со нашите дилеми издвоени во денешната Телма амбуланта. Вели, најдобро е да се отстрани целата дојка ако се појави
Рак, значи да, тоа го зборувавме, тоа го значи зборувавме. да, зависи. А се значи, случува ли некогаш вие да сметате дека не треба да се отстрани целата дојка, пациентката да инсистира поради страв, да рече отстранете, отстранете? Апсолутно, да, апсолутно се пациентките во право кога, значи тоа е нивен, ние даваме, ви кажав, кај пациентки како што имаме мигдан да речеме, кај вас може да бираме, затоа што заради мал тумор, голема дојка, периферно поставен, дека имате нели можност да бирате, меѓутоа пациентките инсистираат, викаат отстранете целата дојка, страв ми е, не сакам ништо, така да апсолутно тоа е право на пациентката, нема никаков проблем. Значи право на пациентката е тука да одлучи? Да, може да си одлучи, ние кажуваме и на едната и на другата страна. Со тоа што секој пат кажуваме на пациентите, кај што се прави така наречената штедлива операција квадротектомија, каде што отстрануваме дел од дојката, а останува поголем дел нели од другиот дел од дојката, кажуваме дека сепак ќе примат можеби поагресивен тип на терапија и секогаш зрачење и да дојде најран стадиум, бидејќи останува поголем дел од дојката, за да се направи така наречена стерилизација на тоа поле, за да не евентуално некоја клетка е останата. Така да ние на пациентите секој пат им кажуваме што добивате со едната операција, што со другата. Така да се информирани, а на крај они може да изберат кога може да изберат. Меѓутоа имаме пациентки кои што таква можност немаме, им кажуваме дека кај вас е единствениот начин да се отстрани целата дојка. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрави до вас и до докторката. Благодарам. Јас би да молила докторката да ми одговори, пошто тој ми е веќе поголем проблем е втора година. Оперирана сум од рак на дојка квадрат, со сите тоа извод мишката, нели? Можете да разберете? Нешто дека е оперирано? Многу слабо ве слушаме, само ако можем, значи по-концизно, оперирана сте од рак на што рековте? На дојка. Добро. Квадрат, не целата. А не е цела? Добро. Да. Добро. Сега, после хемотерапија и при цитоусум, кај мене се појави печење и горење на нозете. Бев на тоа преглед, имам оштетени нервни завршетоци, али јас со нозете се уште имам големи проблеми. Не можам да одам. Така, значи сега ве интересира што може тука да се преземе, бидејќи сега имате по хемотерапиите проблем со нервните завршетоци. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е малку надвор од темата на што говориме, некој пат но знаете можете да хемотерапијата за жал како што делува на клетките на карциномот, таа делува и на здравите ткива, така да пациентките имаат, нели, зависи од комбинацијата на лековите што се даваат таму, може да имаат различни последици. Може да имаат промени по кожата, може да имаат ваков тип, значи, на трнење на рацете, на нозете, така да тоа се сепак последици од хемотерапијата. Дел нешто може и да помине со тек на време, меѓутоа дел може нешто и да остане, бидејќи сепак се работи за лекови кои што имаат таква агресивно дејство врз организмот, за жал. Так, одиме понатаму да разрешиме уште една дилема во денешната емисија. Вели, вградувањето имплант представува ризик за појава на рак на дојка. Многу жени се плашат од како ќе бидат отстранети дојките да направат реконструкција токму поради стравот имплантот да не им предизвика рак. Не, имплантите не предизвикуваат карцином на дојка, така да и тоа е заблуда, така да може слободно, ако сака да направат реконструкција, да си направат реконструкција со импланти, значи тие не се никаква причина за појава на карцином. Има во некои земји опција и со масно ткиво, не знам дали ги прават кај нас, Да, има и импланти, тука, масно да. ткиво, што вие препорачувате? Тоа е сепак избор на пациентката, ние ги праќаме, бидејќи јас сум торакален хирург, не работам поставување на импланти, реконструкции, тоа кај нас го работат пластичните хирурзи. Ние ги праќаме на консултација, така да тие им објаснуваат какви опции имаат. Дали сакаат импланти, дали сакаат масно ткиво, зависи, нели, од конституцијата на пациентката, така да ќе си решат што би сакале, меѓутоа апсолутно е безбедно и масното ткиво и имплантите, како тие ќе решат така. Така, но ги охрабрувате доколку сакат дека тоа не е ризик. Ако сакат, апсолутно. Значи имаме сепак, нели, се срекаваме со различен тип на пациентки. Некои сакаат реконструкција, некои не сакаат. Споменавте психолошкиот момент исто така многу важен. Да, така да некој не ми е битно, викаат мене ми е битно да сум здрава, не ми е битно дали сега ќе правам реконструкција или не, или дали воопшто ќе ја правам. Некој првото прашање од кој ќе им кажете дека има карцином и треба да се отстрана дојките, првото прашање
прашање а кога можам да направам реконструкција, така да имаме различен тип нели на пациентки, така да тоа е нивен избор. Ние даваме дека после првата контрола, ако се сите наоди во ред, пациентката им кажуваме дека се апсолутно безбедни, дека може да направат реконструкција. А кога ќе се решат пациентите? Доколку не направат реконструкција, постои ли начин тој естетски момент да се прикрие? Постојат градници кои што се со специјални силиконски како протези, кои што ако не каже пациентката дека е оперирана апсолутно вака надворешно не можете да приметите дека не достига дојка, така да тоа е избор сепак на пациентите. И последната дилема во денешната емисија вели: ако жената е носител на генска предиспозиција за рак на дојка, најдобро е хируршки да ги отстрани двете дојки. Има генетски анализи со кои што се утврдуваат два гена. Два гена, да. Брка 1 и брка 2, тоа се гени кои што се поврзани со мутација на тие гени, се поврзани со појава на карцином на дојка. Анџелина Џоли да, ова е прашањето, да, многу стана актуелно после операцијата на Анџелина Џоли со незините нели профилактички мастектоми. Така да видете, негде околу 10 до 15% ке пациентите што добиваат карцином на дојка се генетски врзани. Значи, тоа е многу, да речем, мал дел во однос на другиот дел, скоро 90% се пациенти кои што прв пат добиваат карцином. И секој пат кога ќе добијат диагнозата велат: ама во моето семејство никој досега немал карцином, нити мајка, нити нели баба на назад во фамилијата, така да најчесто тоа е прв пат, нели како сите карциноми не знаеме точно што е причината. Меѓутоа, доколку направат генетска анализа и добијат дека имаат мутација на тие гени, тоа сепак не значи дека пациентката сигурно во текот на животот сигурно ќе добие карцином. Значи може, но не мора. Да, може и не мора, меѓутоа стои дека те имаат поголем ризик во однос на пациенти кои што немаат мутација на тие гени. Така да препораката би била: едната е да си прават редовни контроли, значи еднаш во годината мамографија кога ќе дојде нели време, кај тие пациентки кои што имаат мутации се препорачува дури мамографија веќе на 30-та година, не на 40, него на 30-та година. Така да тоа е едната варијанта, а другата варијанта е да се направат ако сака профилактичка мастектомија, каде што се отстранува само ткивото под дојката, при тоа што ливните жлезди не се отстрануваат. И во тој акт може да се стават веднаш импланти ако сакат. Доколку ви дојде пациентка со генетски мутации, која што носител на овие промени, и ви побара здрави дојки да ја отстраните? Знаете, ние секој пат кажуваме дека пробуваме да ги убедиме пациентките дека сепак е тоа во моментов здрав орган, дека не би било, нели, затоа што самата интервенција пак се носи свој, нели, како секоја интервенција, ризик и компликации, нели, не секој пат правиме да биде тоа се сведено на минимум, меѓутоа сепак е интервенција. Кажуваме дека ризикот ви е, нели, не е толку голем, дека 100% ќе добиете со редовни контроли, дека тоа може да се, нели, да бидете безбедни, меѓутоа ако пациентката инсистира во тој случај, значи сепак гледате и психолошкиот момент, имаме пациентки кои што инсистираат, така да има пациентки што отстрануваат превентивно дојки поради поради генетика, да, поготово наследство, мајка, сестра, кои што имате, така да имаме и такви пациентки. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме можност да се вклучи во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ви благодарам. Поздрав за емисијата. Благодарам. Мајка ми имаше, значи, рак на дојка. Баш докторката сега одговори некои прашања што сакав да ги поставам, или колков е процентот на наследување на таа болест. И што би ме препорачала докторката, ја справам редовно секоја година, 35 години ехо на дојки правам, 35 години имам. Кога да почнам со мамографијата, кој што вели дали порано од 40 и дали тумор маркери, мајка ми правеше бидејќи беше заболена. Дали тумор маркери би требало од време на време да правам, што ги опаѓаат нели на рак на дојка. Така, ви ми дал некој ран знак за, не да Боже, од болест. Така, ви благодарам за вклучувањето, убави прашања постави исто така и оваа гледачка. Значи вака, пациентката, ако си оди на редовни контроли, јас како што разбрав дека има 35 години, да. Така да, кога ги гледаат радиолозите, на самото ехо пациентките, тие може да проценат според структурата на дојката, дали има некакви промени специфични и препорачуваат мамографија. Така да, пациентката, ако правела генетски анализи и ако е докажано дека има мутација на гените, апсолутно веќе може да се направи мамографија на 35 години. Туморските маркери не се секој пат сигурен знак дека пациентката има
или нема карцином. Некој пат некои маркери може да бидат покачени кај некои хронични заболувања, така да во предоперативниот тек тие маркери не се некој сигурен знак дека пациентката или да ги земаме вака на рутински па да видиме ако се покачени или сигурно имаме карцином. Да, се случувало луѓе да прават и да се успаничат и па да испадне дека тоа не е ништо. Тие не се повеќе меродавни во постоперативниот период. Тогаш се тие посигурни, тие ни се веќе ран знак од како ќе заврши хемотерапијата, ги правиме на секоја редовна контрола, ги правиме маркерите и тие некој пат знаат да бидат ран знак дека можеби се појавил рецидив, меѓутоа тоа значи зборувам во постоперативниот период. Меѓутоа не сигурно во нормална кај пациентка која што не е оперирана за рутински да ги земаме, значи апсолутно нема потреба. Моето последно прашање, кога треба да започнат редовните прегледи на дојка како превенција од карцином? Како превенција, значи секој пат препорачувам кај жените веќе над 25-та година еднаш ехо на дојки еднаш во годината е сосема нормално. Ви кажав, самата метода е безболна, нема зрачење, така да може слободно да ја прават. Веќе со мамографија се почнува над 40-та година, иако сега по некои нови протоколи веќе таа граница почнуваат и да ја симнуваат дури веќе над 35-36 години или порано кај пациентки како што беше кај оваа пациентка кај што имаме веќе некакви генетски мутации. Така да еднаш во годината тие пациентки на 40-та година мамографија на 2 години еднаш се прави. Веќе над 50-та година ехо и мамографија еднаш во годината. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавите појаснувања на оваа тема. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.